Поводот е еден радосен и еден обединуващ и за нас во Македонија и за тука за хората во Българија, затоа што тука сме дојдени со два поводи, а тоа е првиот повод да го чествуваме споменот на нашиот првосветител Свети Климент Охридски, а истовремено да ја чуваме паметта на достопамјатниот митрополит Старозагорски Методиј Кусев, кој исто така е од Прилеп. Тој е еден киријарх на Бугарската православна црква, но истовремено во благо запамтен и кај нас македонците. Поводот е, ние се одзиваме на љубезната покана на професорот доктор Иванов и на фондацијата Митрополит Методиј Кусев од страна на господја Кусева. Така што ние одговараме на таа покана да дојдеме тука и да учествуваме во ова големо торжество и во овој голем празник. Обаче тој има две имена, Методиј и Тодор Кусев. Од каде идва тази промјана и каде, как го знаете? Во Македонија ли е Методиј или во Българија? Па во Македонија ги знаеме двете негови имиња, затоа што од неговата фамилија потомци и ден денес живеат во Прилеп, но живеат и тука во Бугарија. Тој светското име му е Тодор Кусев. Подоцна, кога заминува за Цариград да биде представител на Прилепската црковна општина, која учествувала во основачкото собрание на Българската екзархија, тој останува во Цариград при служба и при својот духовник, тогаш митрополитот Пловдивски Панарет, и во тоа после неколку години тој решава да се замонаши и го добива монашкото име Методиј. Потоа бива избран после години, значи служба во Цариград и како секретар на Бугарската екзархија, тој станува и бива избран за прв митрополит Старозагорски. И од тука во Прилеп е познат и под двете имиња, затоа што и како Тодор Кусев бил доста активен, заедно со оној кружок околу браќата Биолчеви, Марко Цепенков, тие биле сршта на еснафите прилепски, кои во тоа време биле доста активни и ден денеска во Прилеп уште постојат тие архитектонски градби кои ги изградиле. Например, тоа е Сад Кулата, новите конаци на манастирот Варош, на манастирот Трескавец. Тоа е сето заслуга на тој еснавски кружок кој имал доволно финансиска моќ да направи не само турските власти да не се мешаат во изградбата на христијанските објекти, но истовремено да ги изгради самите тие. Интересен е фактор што во Прилеп баш се наоѓа Саат Кулата, е единствен христијански објект во тоа време кој е повисок од џамија, што тогаш било забрането во турското време христијанските објекти да бидат повисоки од џамијата.
През тази 2018 година празнувахме с благословията на патриарх Неофит 180 годишнината от рождението на митрополит Методий. Започнахме с пътуване в Македония между 9 и 12 септември в родния му град Прилеп с църковна служба в Свето Благовещение, което го видяхте тук на екрана, църквата, в която е кръстен от първите след нейното освещаване. След това бяхме в Охрид, Битоля, Бигорския манастир и Скопия.